Добро вечер, Македонијо, и добре дојдовте во новото издание на Golden Carpet. Јас, Јанковска Ивана, сум ваша денешна домакинка, секако заедно со моите колеги. И многу чест ми е што можам денес да најавам една супер звезда, која што е светска, а наша. Своја на своето, доста атрактивна, со прекрасен и одличен вокал, а која е таа ќе ви откриеме за кратко. Миро? Знаеш дека можевме подобро да најавиме. Све да буде добро, могло е. Стварно, надвор уште врне? Магла падна. Ја сама ли дојде или со менаџерот? Сама е. Стварно? Ајде да кажеме за кого станува збор. Малку авантура, малку љубов, малку стрес. Дали знаете за кого станува збор, драги мои? Македонски народе, добро вечер. Наш специјален гостин или по долга медиумска илегала за прв пат во студиото на Golden Carpet оваа сезона и за прв пат во една телевизиска емисија, нашата млада, талентирана, уникатна и убава Антонија Гиговска, ве молам. Како те испаливме, човече. Треба да ми дадеш плата ти овој месец на мене. Давам. Даваш? Дај си срце. Обавезно. Што преш? Чекај, смејам се. Тепико. Смејам се тепико. Ми забранија да го казвам. Антонија, Hello. добре дојде. Добро ве најдов. Дали ти стигаш на најавата? Премногу и искрено имам трема. Да? Да, можда по прв пат. И ајде да видиме. Да. Има, знаеш како Каква емисија? има поминато некое време од кога не си се појавила вака на пред многу камери, пред многу луѓе. Јас мислам дека е само за тоа, ама ти си Па да, своја на своето, јас убаво дефинитивно кажав е за така да тоа. нема никаков проблем да имаш. Одлично изгледаш. А кажи ми прво, дали имаш нешто сменето на тебе? Освен тоа што слабнат. Не. Колку што слабнат? Па искрено не сум се мерала, меѓутоа работам на себе и не можам да се оставам. Косата ти е подолго од вообичаеното или? Преска те прашав. Добро, сега имам надградба, така што... имаш надградба. Види. До тука ми е негде, Така. али порасната ми е. Одлично. Од кога се Прв пат- породив, да. Да. Прв пат се појавуваш од кога се породи. Да. Нека и живо и здраво малото, да Фала си ти. дочекаш внуци, паравнуци да си дочекаш. Дај Боже ти да си дочекаш Фала детенце ти, да видиш фала колку ти. е убаво. Амин. Божја волја е сето тоа. Прв пат се појаваш во Golden Carpet, многу емисии те бара, многу телевизија те бара, одлучи да се појавиш кај нас на Канал 5 во G Carpet. Зошто? Па сега Миро, привилегија имаш, ти си ми Стварно? другар. Ти благодарам. Баш ми е мил. Колку време не си била на телевизија? Година, дена има? Па има година сигурно, можда и повеќе. Пред да се породам, па не знам кој ми беше последно гостување искрено. Не можам да се сетам, ама сигурно има повеќе од година. Можеме да се сетаме да кажам дека Антонија Гиговска има нова песна. Ќе погледнеме продолжение и еден одличен спот. Така да останете на Канал 5 телевизија, вие сте на визитка фреквенција и го гледате премиерно новиот спот на Антонија Гиговска.
И да, секако го погледнавте новиот спот на Антонија Гиговска "Брига ми", кога сме веќе кај спотот и новата песна. Се врати на сцена баш како што каже и мојот колега, направи буквално бум, како и секогаш. Значи сите твои појавувања се бомбастични или не знам како да ги кажам, експлозивни. Ти благодарам, се потруди. Работи на себе. Работи на себе, Работи тоа е на себе, точно. работи на спотови. Мислам дека некако целата таа нејзина генерација некако е надвладеа. Ама знаеш што, сакав да прашам, бидејќи има напишано под самата песна дека "Брига ме" е одговор буквално на сите прашања, за сите приказни кои што се направија за неа. Е па тука, кои се тие прашања? На што конкретно одговараш? Па, не беа толку прашања колку што беа одговори од нека друга страна. И што да кажам, мислам дека најдобар одговор, мислев дека најдобар одговор ќе биде оне со песна и мислам дека не сгрешив, Миро нека каже. Говориме на сите оние, Антонија, сите оние приказни поврзани со твоето име и презиме околу разводот, околу новиот дечко, околу бебето, околу целата таа фама која што се дигаше околу Антонија Гиговска, дури некако цело време Иван го препознава и го прашува цело време за Антонија, тебе те прашува цело време за Иван, после Џокер дојде во комбинација. За тоа некако, да? За тоа, затоа што јас бев отсутна, искрено јас решив да бидам отсутна, поради тоа што некако не сакав да давам одговори на сето тоа што се пишуваше, сите тие приказни, пошто секогаш приказните си имаат две страни. И мислам дека оној одговор што требаше да го дадам, го дадов најдобро со песна, затоа што сакав да се заштитам себе, да го заштитам моето здравје, здравјето на моите родители, оно што го чита за мене по медиуми. Тоа, и беше тешко на твоите родители кога читаа свашта или се и се што за тебе? Па им беше тешко поради тоа што ја знаат и мојата страна и ја знаат некако. Две различни страни на Иван страната и твојата страна? Па добро, види нападот е најдобро одбран. Така што мојата страна можеби никогаш нема ни да ја кажам, затоа што со Иван сум поминала, да кажам, доста време, некои 4 години сигурно. 5 години, да. И јас Иван го почитувам и не сакам ништо лошо да зборам, затоа што ги почитувам и неговите родители премногу и не сакам едноставно не сакам да се навраќам на минатото. Имаше некои работи преку кои што, тоест единствената вистина во тоа што е, единствената вистина во тоа што е и приказната е тоа што имаше некои ствари преку кои што јас не можев да поминам. Не можеш да поминеш, така? И тоа е тоа. Те прашувам затоа што исто ја читав се и се што за вас и на крајот некако народот донесе еден заклучок или не знам колку е точно тоа, дека стварно Џокер и Иван беа другари или не беа другари. Мислам дека Џокер беше во бендот, така? Не. Не? Роберт е со мене во бенд. Те гледаш. И они беа другари, меѓутоа не беа најдобри другари, беа периодични другари. Пошто осудува, знаеш, е па другар на Иван, е па како можеше... Тоа знаеш зашто е така, поради тоа што луѓето поставуваа многу прашања, а тогаш кога треба да се даваат одговори, пример од страна на Антонија, она се сокри, да, не се зема еден штит и пример слушаа само една страна. Никогаш не се изјасни, како што и сама кажа, никогаш буквално не се изјасни до сега што се случуваше во таа година, што се случувало претходно, дали имало некаква поврзаност, што се воопшто како дојде до сето ова. Никој и не знае што се случило, единствено нешто што знае дека јас сум таа што го изневерила него и најверојатно тоа беше полесно за него. Полесен одговор на сите тие прашања и полесно му беше да излезе во интервју и да даде интервју и да даде таков одговор каков што него ќе му одговара. Така што како што кажав претходно, јас не можев да пројдам преку некои ствари. Тоа се сепак приватни ствари помеѓу мене и него. Не би сакала да ги коментирам, меѓутоа имаше некое ѓаволче што го тераше на некој греф преку кој што јас не можев да поминам едноставно и мислам дека ни една жена не треба да помине. И на крајот од денот се случи тоа што се случи.
се роди бебенце, да е живо и здраво, пак ќе кажам. Дали те смени, Антонија? Многу. Те викаат кога ќе го видиш Многу. кофтенце, то бебенце во раце, едноставно ти го менува животот, Многу. самата сатисфакција за животот. Ти се менуваш во однос како ќе делуваш утредента, испрема луѓето, испрема работава, испрема собствениот па и другиот. Најбавата работа што ми се случила искрено и дај Боже да си дочекате и вие, затоа што е најголема среќа. Од тука па натака нормално, семејството, како семејство, Роберт, меѓутоа детето ми е најважно. Кариерата е нешто кое што, нели, мораш да си посветен, но детето е нешто кое што навистина вреди да живееш и да се бориш и ти посакувам да си дочекаш. Ти благодарам. Дали може сега? Тука сакам да се надоврзам, јас само на ова прашање, кога веќе спомнавме бебенце, мајка, честитки од мене, секако, кажи ми, кои чувства се пробудија сега во тебе? Какви поразлични емоции, пример, доживуваш сега и како ти се вклопува тоа да бидеш мајка со тоа што имаш, како што можев да забележам, фул агенда за во идниот веќе ја- период? веќе Како ја ги постигнав. правиш тие? Имам поддршка од моите родители, од родителите на Роберт, од Роберт, најголема поддршка. Морам да кажам дека Роберт е дефинитивно најдобар татко, затоа што од сам старт е со него, му дава да јаде, го бања сам. Кијан. Чубаво, Кијан, да. го бања сам, умења пелени и сите тоа ме прашуваат каков татко е Роберт и како се снаоѓа. Од првиот момент се снаоѓа фантастично, безпрекорно и Браво. најголема поддршка, како што кажав, имам од моите најблиски. Сепак мислам дека за оној кој што сака да не знам, да се посвети на оно што стварно го сака, што стварно некако музиката ми е мене она што ми е, не знам, Живот. посебно чувство имам кога пеам и од самиот старт било така што не е тешко, се сака, кога сакаш нешто се Се може. Ти тоа што најдобро го правиш веќе со години, тоа е дека најдобро пееш. Фала. И се една од најдобрите македонски женски вокали. Дали можеме бидејќи имаме гостин специјален во студио? Така е. Ивана. Така е, Миро, тука со нас го имаме вечерва Маријан Наковски, кој ќе ни биде музичка поддршка секако за Антонија да може малку и полесно да си ги пее песните. И да се искаже, затоа што така. дека одамна македонската публика те нема слушната, те обожаваат постарите, знаеш. Помладите исто така. Сите, да. И имаш она публика од 7 до 77. Многу пати знам да кажам, после Каролина, Тамара, Калиопи, Елена, ти си една од оние млади, талентирани пејачки кои што си го фаќа патот како што треба. И затоа, која омилена песна, која песна да ја направим? Која сакаш да испееме? Може да испееме, што знам, мојата нова песна може да испееме. Може. Од бола мамурна сам опет, види ме, ово е твоих руку дело, диви се, још сваку твоју псовку броим, стиди се, и црно баш ми лепо стои, жалим те, јер жалим те. Задњу туру частим тако треба, тој е добро мили због малера, у свој пораз додај мало леда, болje написе теби треба, брига ме, сад за тебе брига ме, бацам кости, брига ме. Браво, дечки, браво, Антонија, браво, друже, значи. Немам пеено долго време. Немаш пеено, толку многу добро.
Имаш феноменален глас, дуже браво. Дефинитивно. Одлично ја фати од прва песна, реално да кажам, на македонската публика. 2 пати ја проба, 3 пати ја фати. Браво. Многу убаво ако има талентирани деца. 2 пати ја проба, 3 пати ја фати, така, многу убаво ако има талентирани деца. Кажи ми, балканската публика сакаш да освојуваш? Сакам да, меѓутоа не сакам да се тргнам и од Македонија. од Македонија, она што тука веќе сум го Коментарите како е и сега, па, нели Македонија прво треба, па немој да бидеш продадена душа Па и не, такви немаше такви коментари страна како што гледам на спотот, има само 1 или 2 коментари зошто на српски. Меѓутоа мислам дека тоа е веќе, мислам дека тоа е веќе табу тема некако, зошто на српски. Мислам еден Тоше Проевски ги препел сите песни негови на српски, така што да. И Калиопи, и Каролина, и Тамара пак ги спомнам. Мислам дека тие предрасуди веќе никој не треба да ги има затоа што музика е музика. Види голем пазар е Србија 10 милиона. Баш ка српски, цел Балкан разбира, и Босна, и Словенија, и Црна Гора, и Македонија. Ама тоа многу често го имаме разговарано заради тоа што можеби е голем пазар, ама треба се работи. Веќе е табу тема тоа зошто на српски. Мислам, нормално од Македонија сум и повеќето песни, мислам, 90% од песните мои се на македонски. Така што и работам со македонски продуценти, со Дарко Димитров, со Лазар Цветковски. Одлично, да. Со Лазар Цветковски повторно? Да, спремаме, па можам да кажам 2-3 песни и спремаме дует, па ќе видиме. Зборевме претходно, некако твојата генерација, Лина Пеовска, Мартија, така беше, Мартија, Лина Пеовска, Антонија Гиговска, Барбара Попович, некако сите бевте едни девојчиња кои што сите бевте по едни надпреварување, балкански, убави, симпатични и секој по својот пат. Антонија Гиговска како да најмногу инвестира во спотови, во песни, во дуети. Дали ти го мислиш тоа како ја што го мислам и дали тоа е тоа што сакав да го кажам истото. Па дали истото го мислам. Секој треба да се труди да си го најде Барбара моментално одлично на едно балканско шоу. Барбара е супер и мислам дека стварно одлично настапува и една од фаворитките таму, така. Да, страшно добро се представува и види секој треба да си го најде, како што кажав, својот пат, затоа што јас, Мартија, Евелина сме почнале од Пинковец Звездице, шоу кое што на вистина во тој период беше многу гледано. И мислам дека да не било, можеби мое мислење да не биле Пинкови звездички, дека можеби немало да седиме сите сега тука и да разговараме за некои идни планови. Мислиш дека тоа беше оскошна даска, некој такво надпреварување? Не мислам, него сум сигурна. Тука сакам да се надоврзам кога веќе ги спомнавме Пинкови звездички, дури мене ми сметаат некои коментари кои ќе ги прочитам каде што кажуваат луѓето или си пишуваат, си земаат за право и слобода да напишат. Беше златно девојче. Знае дека тоа. Од Пинкови звездички каде што се појавуваше како нормална девојка, па сега не знам како е станата, ама сега има променето уста. Па тоа знаеш какви коментари јас дури, па не само уста ја коментираат за буквално се, дури она грозно е да го прочиташ. Се. Да, пишу. Да, сега ми текна, имаше период кога беа преплавени медиумите, интернет со тебе, па не знам што нема пишано. Со стајлингот. Ностоп излегуваше и со бебето и со разводот и тогаш имаше страшно многу лоши коментари. Да, гледаш. Тие коментари се поради тоа што тогаш реално се навикнале на таа Антонија. Таа Антонија имаше 14 години, да ги потсетам сите. Сега има 22, за кратко 23. И тоа девојче од 14 години не може да се облекува како што сега се облекува. Мислам, не би ни било во ред. Сега имам поголема слобода или пред година-две, затоа што и сум повозрасна и мислам дека мораме напред да одиме со све, не може да нон-стоп да сме исто облечени. Значи секоја пригода си е сама по себе посебна, значи во емисија облекуваш едно, на настап облекуваш друго. Нормално некогаш треба и да облечеш нешто попровокативно, не можеш нон-стоп да си довде, мислам. Нема да си ни интересен веќе. Не ти смета тоа што си провокативна? Па види се, ако за нив е провокативно тоа што пред една недела сум објавила слика со
долна облека која што воопшто не изгледа провокативно, тоа е дел од спотот. Јас сум Тоа е дел од шоу бизнисов. Точно, Па ама да, не го ама- разбираат луѓето така. Да, ама кај нас е тоа... Еве, значи, пример ќе дадам. Баба ми оди на пазар. И сега искрено. Не, Баба ми кажи оди, искрено, да, за баба баба ми оди сакам на да слушам. пазар и нонстоп ми се јавува на телефон како некој ја застанал, кажал како Антонија се совлекла гола, како и баба ми, јас им одговорив само дека ти си била во корсет, дека не си била гола. Што и реално така, јас Ама не и сум баба ти е гола. баба, како и да. Баба те брани, ме да. брани, баба ме ко брани, да. Ама ти не си била гола или гола беше? Не, значи Абе, јас па долна никогаш не облека сум гола. нормално Јас за сум снимање спот, јас никогаш како? не сум гола нормално, мислам, не би ни било во ред да сум на настав гола. Ако за нив е гола и ако сум за нив гола облечена тоа што Ти затоа ли си денеска тоа вака што не. Сега сум за да малце Да направиме ублажам, баланс. да добро, ублажам значи. малце. Добро. Не, шала на страна. Ако носам не знам како да го нарачам тоа, не е ни прслуче, тоа е нешто Долна облека? А, да. топ, кроп топ. Точно. Така што мислам дека тоа не е Може нешто... да ми преведете? Е па како прслука не е прслук, не Како знам. прслука, ма еве со наки, со се. разбра, бе, ради, да убаво им Да, да, преведете. нешто има така, како Да, долно. меѓутоа ако Свати сум се. јас или ако е некој артист од Македонија смета, а ако е некој од, не знам, ако е Джейло не смета. Не, нема проблем, да, сите што се, нели, што не се наши, сите, вау, како изгледа, тоа е некој нешто ќе направи. Добро, да. А види, тоа е уметничка слика, не Па е... јас пак ќе кажам шоу бизнис, нели? Бизнисов го класифицираме како бизнис, а шоу бизнисов класифицираме како баш како шоу. Точно. Што треба да направи? Би треба од бизнисот да направи шоу. И затоа се вика шоу, средица бизнис. Точно. Мислам дека ви се допадна ова емотивна исповед на Антонија Гиговска, а ние се враќаме назад во студиото затоа што започнува една од најгледаните рубрики на канал 5 телевизија или рубриката Влези не со буви со нашиот актер, комичар Бојан Велевски. Добро вечер и од мене Македонија, како сте? Се надевам дека сте добро. Антонија, добро вечер и од мене, како си? Hello, Дали е добро, се ти во ред? како си? Прекрасно, феноменално, одлично. Миро, вие, дали е све окей? Добри сме и ние. Прекрасно. Супер пееш, морам да ти кажам. Морам да ти кажам, одлично пееш уживо. Фала Мислам, ти јас многу. го знам тоа, меѓутоа, уште еднаш морам да те пофалам, не сум те чула на година дена. И Малото јас како сама е? себе не сум се чула година дена. Да. Малото како е све Одлично, окей? супер, да. Спиете ли по дома? Спиеме, да. Добро, туше маци ќе спиете, после нема да спиете, но тоа се веќе некои други. Кјути сега немој да подрачаш, си Не, не, спие, супер. Ќе си осетиш, рано е, да не те. Сега, господине Кацаров, Да. дали јас започнувам со моите... Може. Бојан Велевски. Антонија, вака сега, пред тебе имаш едно ливче, значи првата игра се вика Твојата песна е наша, односно на гостинката ти задаваме... Антонија со Ј, ке ве Антонија? истекам, Не, сите види се. ја ова. Да зема некој Баркли. Антонија, без Ја. Антонија. Значи, колега, ќе те молам за понатам. Пееме песна што постои на минимум 2 балкански јазици на нашето Добро. балканско поднебје и ја и ти се мешаме. Значи, пример, еве, ти пееш Нек ноќас гори Балкан на српски, а ја пеам после на албански. Може. На албански ова, така? Може? Дали сте Ајде. спремни? 1, 2, 3, може! Nek noćas gori Balkan, nek laju svi, ti ne brini, što poželiš, ja da ću ti ma priđi mi, do krvi vri, da poludim, sve razvalim, hajde dok smo mladi. И сега го имаш овој неталентиран дечко за пеење, па ти мораше да испееш најбољи, требаше Па малце сега- два Ма ти сега фалша исто да ки ти фатиш. их терка како јас што теркав. I ne me bivaš za to. Ajde, Ja be. sam ti muš u to. Ајде, може Бојан. Ама тверкај. Абе, чекај маце, ја две да погодам ритмот, onda тверкам. Седи сега, не онади. Хајде, хајде лјујчуче, мори шухре, ека љекне креп, сапашка лезе, да хајде лјујчуче, мори шухре, ека љекне креп, сапашка лезе, хајде лјујчучек. Браво! Со трипери, со To je to. To je to. Не бе добар си, зашто тоа? Миро, после ова немам кариера, а после ова.
Идеме Може да се дале. отвори нов Види, мора пат. да негуваме македонскиот албанскиот јазик, така. Точно. Немаше македонски, беше српски, но ние македонски збориме и албански јазик. Имаме три јазици во едно. Види се, ова е тука Мултиетничко население, малце така да е. измешаме да биде интересно. Мултиетничко Значи, општество, така е. песни што ги има на повеќе јазици, Така сега е. не знам кај нас кои се тие, но еве Согласувам. што ги пеат балкански да пеат. Согласувам. Сега сум ја наред, така? Така е. Тако млада, ноќу сама лутам ја, зар не звучи ко балада, моја биографија. Сега ти на што? Се те фала, Солја. фала, земрен плют ме да шури, се балан шерес ме Симо. деште, а што сикте да штумти. Ама чекај, има едно. Ајде. Тоа е моментот. Е сега вака се, случајно се. Ти си чик погоди, јас сум теа цело време, така? Така? Добро. Може. Ајде, иде на Миро, свири на тоа. Чик, 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 погоди, што ми треба, што ми годи. Чик, 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 погоди, што ми треба, што ми годи. Чик, Брдо пара, брдо злата, диаманти, кора. Чекај сега, јас сум наред. Сега идеме вака. Чик, 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 разбрали, аз која сам ти познали. Чик, 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 Види ги разбрали, погледите, аз која сам ти познали. И сега идеш ти. Нисам таква. Ајде сега, брдо ја. пара, брзо злата, идемо. Брдо пара, брдо злата, диаманти, око врата. Ајде, уште имаш. Брдо пара, брдо злата, диаманти, Пази го око моето сега. врата. Ти си пролет, ти си лято, ти си есен, ти си зима. Тази. А? Како? Ти си тази. Чекај бе, Ти си маце. тази, с којато секи иска да се снима. Ти некој друг текст да не читаш. Не бе истиот е, ама ми влезе Ама друг реплика. му е транслейтор. Идеме заедно сега. Ај. 3, ова не према. Да, 3, 4. Не сум таква аз. Ајде на крај заедно. Не сум таква аз. Казвам го сега на глас. Слушам своето срце, само с теб ми е добре. Слушам своето срце, само теб ми е добре. Чекај, постојат воопшто вака на или транслейтор да ги има. Ајде, има вие бугарски песни. Реални се песни, да. Реални се. Се препеани. Да. Многу јазици. Да. Одиме сега со нашата втори последна игра, таа се вика брзо мислење. Значи Антонија брзо мислење. Одиме. Значи одиме брзо мислење. Ајде. Кратки Пролет или прашања, лето? брзи одговори. Можеме ли? Наброј 3 македонски песни. Врати ми го сонцето, километри и магла. Врати ми го срцето брежено, кој е сонце? Врати ми го сонцето од Александра Јанева. Одиме понатаму, Миро. Одиме понатаму. Наброј 4 презимиња на македонски пејачки. Презимиња на македонски пејачки. Или пејачки, Гочева, Ристевска и Пејовска. Уште една. Уште една, Кажи на 4. својот. 4 Да. Пејовска. Добро. 2 пати мери. Еднаш сечи. Или сестри. Или сестри. Идеме понатаму. Ајде. Ние злато све. Ние злато. Нешто сија. Така е, идеме понатаму. Наброј 3 работи што машти може да ги стави во уста. Месо, месо, месо. Па добро, зависи какво месо. Текна, Почитувани гледачи, ова беше нашата игра која што ова беше само тест. Да. За брзи одговори, а не некаков пинаков тест. Почитувани гледачи, тоа е све од мене вечерва и благодарам што издржавте И со ова. кравата кажи што. Да, водичка. Нема лекце. Браво, драги мои, драги. Боја Велески, само останите, молам уште минута, 2-3. Ајде. Морам да прашам и баш преска зборевме сите со Антонија, со Ивана и со момциве од тимот на Голден Карбет. Направи ршум, народно кажано, из Македонија, над 7000 гледачи, над 15 градани из Македонија, само во Скопје имаше над 1500 Браво. карти продадени. Тоа е Преполни тоа е сали. нешто одлично за стендап комичар, актер, артист и све остало. Тоа е одлично за македонската стендап сцена. Така е. И фактички оваа турнеја требаше да биде еден буст на целокупната македонска сцена и драго ми е што публиката максимално не го испочитува проектот и
буквално немавме насене. Колку си задоволен од 1 до 10? Дали мислиш дека можеш и подобро да беше од очекуваното? Оваа турнеја ги надминува 30% на нашето очекување. Кога беше тоа? Овие 2-3 месеци. Бебе имаш, не? Бебе има, чекай, ти сега се појавуваш. Ќе кажеш срамота за мене што не сум била, ама Види, 7000 луѓе беа, така да мислам дека сосема доволно. Како и да е. Скопје беше прекрасно финале, Станица 26, многу убаво си поминавме. И сега малку време да одмориме. Ти благодарам за вниманието што Не, апсолутно, тоа треба да се покаже на јавноста, бидејќи немаат навика тој е луѓе во труд, нас. Да, не, тоа е труд и едноставно некој македонец да го направи тоа затоа што знаеме, и вие пеачите колку тешко се полнат нашите сали. Точно. Србите ги полнат, хрвативе ги полнат, босанци, но македонциве тешко го прават последно тоа. Ги полниме и ние. да те исправам последно време, овие година ден имам чувство дека публиката се врти кон македонски артисти. Тоа е одлично. Значи ДНК, Next Time, не знам, направи Дарио, ево го сега Владо Јаневски. Значи прават големи концерти. И Пере Нокаут и Пере Нокаут, да Брейк, не го забораваме, да, 4 концерти, така што еве и драго ми е што се вртат Дај и према... Боже. Дај Боже. Еден аплауз за македонската публика и за Бојан Велевски тоа што го направи низ Македонија. Затоа имаме поклон. Бојан Велевски ти доби поклон првата емисија. Доста. Доста. Да, па трошкови, многу нормално. Има поклон за Антонија Гиговска и за сите искрени одговори и за брзите мисли од Алфи Техно Центар. Мислам дека ќе ти се најде во домакинството бидејќи си свежа домакинка. Да. И домакинка сум да знаеш. Знам, ти се познава злато. Алфи Техно Центар Thank бива you. во Скопје и во Куманово, во Скопје во Автокоманда. Алфи Техно Центар се за вашиот дом, така да буквално над 50.000 производи за домакинство, за двор, градина и така натаму и така натаму. Исто од нашиот спонзор, порака или ваучер од 600 македонски денари од Mint Ins. Ова е осигурителен брокер и си има 600 денари македонски. Односно, Ваучер. Mintins е брокерска компанија која е посветена да им помогне на клиентите и бизнисите преку соработка со осигурителните компании за пронаоѓање на најдобрите осигурителни производи. Ивана, те мола вечера нема да се правиш само паметна. Иначе понашам се као суперстар. Вау, Антонија. Ама слушам дека време утре ќе биде минус 10 степени, знаеш? Идем у Дубај, тука заедно со нас имаме една балканска звезда, а таа е... Која што на 16 декември ќе има голем концерт во салата Јане Сандански во Скопје, за прв пат во нашето студио или гостинка наша и друштво на Антонија Гиговска ќе браи мега звездата Теата Ирови. Нек ночас гори Балкан. Браво, добре ни дојде. Браво, Теа. Јас сум Миро, мила ми е. Теа, драго ми е. Да се запознаеме вака. Добро вече, драго и моje колегиници, ви како е лепо. Хвала такоđe. Не можеше мало да се гушнете, ќе почекаме. Се гушнете. Još malo, da, još malo. Разбираш ли македонски, Da, морам да те прашам. da, ništa ne brinite. Да, 16 декември во Скопје ќе наполниш Јане Сандански, така? Tako je, moram da kažem da smo već na 95% rasprodatih kapaciteta, to zna. Pa dobro, vi ste informisani možda i bolje od mene. I eto, veliko mi je zadovoljstvo da sam tu mesec dana ranije. Drago mi je što sam došla kod vas. Ja se izvinjavam na malom kašnjenju, inače to mi je... Ние си почнавме со емисијата, си теравме, си пеевме, си свиревме, сериозно. Vidi, nemam puno mana, ali ovo mi je ozbiljna mana što kasnim svuda i uvek niste jedini, oprostite. Мислам дека сите жени имаме таа мана, мене Миро ги постојано оправдувај ми се... жениве. Знаеш што ти? Постојано ми се лути за тоа. Веќе четврта сезона сме најгледани во Македонија, најдобри. Имам многу странски изведувачи, ајде наши изборам, југословенски, српски, хрватски, така натаму. Само ќе ти кажам, сите ми каснеа. Никој не ми дојде. Од Дацо Пеович до Мирослав Филич, до Петар Грашо, до све. Секој Значи не е така до жените. Не. Eto, така да и ти си во тој состав. žao mi je zbog toga, ali mogu samo da kažem da sam kasnila i u školu. Kad sam išla u školu, isto sam ubavo. kasnila. Tako da, eto, Добро da дање. Кажи ми, дали се чувствуваш пријатно, еве, прв пат си во нашето студио, дали се знаете со Антонија?
Pa mi smo koleginice, naravno da se znamo. Se znaju, da. I eto, ja mislim da prvi put gostujem u Makedoniji u nekom Сериозно? TV emisiji. Da, nekoj Много е интересно тоа што Теа Тирович многу пати знаеш на твој настап со македонско знаме да испееш некоја македонска песна. Дали тоа го правиш затоа што имаш некакви емоции кон Македонија или го правиш ради маркетинг? Тоа многу ми е битно. Pa, naravno da ne radim to zbog marketinga, pogotovo što ja nisam neko ko sili i ko bilo šta radi na silu ili da bi se reklo, radim sve kako osjećam. Inače, svaki put, to mi se 2 puta desilo, jednom u Kumanovu, drugi put čak u Americi, New Jersey, da su ljudi donosili zastave i ljudi ih samoinicijativno donesu. I osjećaju da treba da mi daju tu zastavu, da pokažem publici svu svoju ljubav prema Makedoniji, tako da meni je zadovoljstvo što sam to uradila. Но морам да те прашам, бидејќи некако беше на нож стајана во Македонија пред некое време, дали намерно ја сгреши или ненамерно ја сгреши песнава која што мислам дека беше македонско. Во Бугарија испеана, да. Така. И некако македонците се дигна на социјалните медиуми, исто како и за неа што се дигна, она затоа ми се смешка, затоа што ние во Македонија кога ќе потфатиме некој на Facebook и на Instagram, тоа е пепел. Moram prvo da vidim kako izgledam, pošto sam trčeći ušla u studio, sve je u redu, pa ovako, sekundica jedna. Pre svega moram da kažem da moja publika u Makedoniji jako dobro zna kakva osjećanja imam prema njima. Druga stvar, to se desilo potpuno iz neke druge namere, ne iz političkih namera ili nacionalnih ili slično. Evo, bila je neka devojka u publici i ja sam se direktno njoj obratila da je lepa. Eto, u tom kontekstu sam to pevala. Nije mi bilo iskreno, nisam imala nikakvu zadnju nameru, niti sam želela nekog da uvredim, niti sam se setila da bih mogla nekog da uvredim i jako mi je žao zbog toga. Bila sam jako tužna, iskreno. За краток временски период направи бум на југословенската сцена. Популарност и во Македонија и така. Мислам дека со Ивана, мојата колешка, и снимивте летово. Да, бевме во Пробиштип, снимивме точно. Тоа беа наши спонзори Аква Паркот и тогаш заедно бевте во емисија, бевте како теренски прилог. Имаш многу настапи и некако знаат многу пати новинарите да кажат за тебе тоа што си сексапилна и одлично изгледаш и кралица на бакшишот. Ти смета ли тој епитет некако кралица на бакшишот или едноставно си ја знаеш работева да си ја работиш, па ти е гајле, си заработуваш, си правиш пари, народно кажано, си имаш хитови, кралица на бакшишот ти не толку многу, така? Pa lepo je imati epitet kralj, kraljica, pa sad čega god, nije loše imati taj epitet, ali odakle je počelo? Počelo od pesme Hajde, zato što u pesmi Hajde imamo u spotu da ljudi bacaju novčanice i mislim da je to publika prihvatila kao neki običaj, kao neki geg i kao deo mog performansa i ja to neću izbaciti iz svog performansa. Антонија, ти имаш бакшиш, имаш вакви епитети како теа што имаете кралица на бакшиш, имаш ти некој епитет таков? Немам, меѓутоа што има лошо во парите, зашто? Па така е. Што има лошо во парите? Две атрактивни женски, Знае ли Теа згодни. Тирович како пееш? Kako ne znam, čovječ. Знаеш колку глас има Теа? Да се знаеме ние. Добро, попрашувам ме, извини, молим те да станам извън студио, молим те се. Па они си се знаат, па да ние Дали можеме. може една песна? Да, Антонија, која? Заедно со Теа? Ајде, било која. Nismo se ništa dogovarala, hoćemo... Онака спонтано. Koju pesmu voliš? Ево твоја будала. Budala, može budala. Ko će da počne? Ti. Hej, budala, to sam samo ja. Zovem da ti kažem da sam ona ista, što ti ljubi korake i kad pored mene prođeš kao da sam ništa. Nije valjda tako lako da me s drugom zameniš. Zaboraviš s kime spavaš moja rano, negde tamo, da
Кораци број, главом лупачу на сваки уздах нер, значиш да пред вратима ти умирам. Браво, девојки, девојки. Браво, девојчици. И во мојата емисија имаме на интересна рубрика, бидејќи најдобриот стендап комичар во Македонија, ние гости, ние дел од емисијата Golden Carpet. Затоа сега ќе оповикам Бојан Велевски, бидејќи има една интересна игра и предизвик спремено само за тебе. Бојан Велевски, дали може во студиото на Golden Carpet да повелиш? Ова е зашто каснеш. Да. Значи, почитувани гледачи, сега одиме со нашата трета игра, таа се вика Како теа, така сите. Миро, тебе не те... Зошто? Значи, не и ти. Не и те ти, ставам сите. у студио. Сите игра. Значи, теа, што е муавето сега? Вика вака, теа ги предизвикува сите во студиото да ги повторат незините чекори на ритамот што ќе го зададе господинот со гитара. Треба да устанеме. Па да. Ајде. Значи, ти почнуваш, Спремна? ние те пратиме тебе и пробуваме да го правиме тоа што ти надобро знаеш да го Чекај правиш. malo da se zagrejem, da ne Ja, bude, tata, kako da me ne napravim kuću izgleda. leđima, posle ne mogu držim koncert, stani. Значи, како теа, така сите. Што ме гледаш, станува е бре? Се загледав. Ајде, Антони. Се загледав веќе. Чекам маце. Овака Миро женеци ќе ти. Чекај сега да се наместиме каде. Дали режија може? Значи, како теа, така сите. Добро. Ти, брат, ми даваш ритам. Дај нешто брзо, интересно, нешто што ќе одговара на теа, ние да ќе пробаме да ја пратиме. Ајде. Океј? може? Ајде. 1, 2, 3. Добро, Чекај. Јас сум најбољи. Седете вие само ја и она. Vidi, Финале. 1, 2, 3 i pa, 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 pa. Сега не ми одговара сега. Као ретардиран играч. Ми се као глуп него. Со другата нога. Глуп него. Со другата. А вака можеш? Вака. Ali vidi, samo donji deo. Само долне. Vidi, kolena, vidi šta Добро, radi. колена. To. Не, брат, јас сум театричар, не знам, немам појма. А не си знал дека ти браво! Дали може да наплод? Бојан Велевски, ти благодарам многу. Не сам доста е, кондиција треба за ова. Се замори бе, човече, ја имам Ще ти теа спремна е ова. А цели концерти вака? Цели концерти, сериозно. Играње и пеење, јас се заморив. А спорт вежбам, тренирам кросфит. Vidiš. Изгледа не тренираш, само се сликаш. Da počnu da plešu obavezno. Мајки ми тахикарда имам. Мораш мало више да радиш на тај Ама нема само кросфит. ова ми беше многу тешко, значи. Теа, некои македонци после Тоше Проевски слабо котираат во Србија. На Балканот, зошто некако луѓето кои што пеат на српски, настапуваат и од Србија, од Босна, од Хрватска, полесно, дали ради српскиот јазик, дали тоа што има поголема публика или едноставно бидејќи Pa dobro, u svakom slučaju da je Toše Proevski jedan jedini jako poseban izvođač, jedan od najvećih na celom Balkanu, ne samo u Makedoniji, ali mislim da je sada posebno lakše vreme za izvođača u Makedoniji zato što imamo internet i mnogo se brže čuje svačiji glas i mislim da treba samo upornosti i malo više da se snima, Дали сте malo više прифатили da во se radi. Србија ние македонците? Mislim da ste veoma prihvaćeni. Нели Isto kao доаѓаат i и mi кај u нас, Makedoniji. значи тоа си е доволен доказ. Јас би сакала малку темата од музика да ја свртиме кон нешто што теа сама ми го има кажано на нашето снимање, како што кажа и Миро, а тоа е дека ми кажа дека воопшто мажи воопшто не ти се додворуваат, не ти приоѓаат, To je ете tačno. точно. A malo pa malo prilaze. Ама тя изгледа дека тигар носиш на тебе или лап, што е тоа, не знам. И затоа си има она страф некој. Браво. Opasna, ali samo delujem, a jako sam nežna osoba. Чека да се Како ви сакаш поправам. теа? Црни или плави? Набилдани, ниски, високи спортисти, водители, Види, режисери, убава глумци, енергија да има доктори. само. Plave sa plavim očima. Вау.
Значи Или зелени. Такви дечиња сакаш. И Антонија има така баш плаво детенце со плави очи. О, не кажа бебе дека Нема. сака плави, сака мажи плави. Па добро да значи бебе Кажа дека автоматски. Антонија има бебе плаво, она сака плави мажи. Добро. Добро, Шала Роберт има и мала зелени исправка. Мала исправка, мислим да е физички изглед у крајнјoj линии најмање битан. Ono što me privlači i zadržava je karakter, naravno, da sad и енергија. energija, A tako, te? energija, hemija. Имаш една песна од пиано со оглед на тоа дека си текстописец на своите песни, значи си се водиш по она што го чувствуваш ти самата. Има една песна вика "Не чу везу, не чу брак", тоа е точно? Pa tu pesmu nisam pisala ja, pisala je Jelena Trifunović, ali kada smo radili na toj pesmi, ja sam rekla, Jelena, želim da ta pesma budem ja, nešto što sam ja. I ona napiše neću vezu, neću brak. Ето, вези. Ja sam momak veseljak, Колку години си? Колку години си те? 27. Ти имаш време. Чим Има јас се време. ожених на 37 години, така да инчто не стекаш. Чим го зема некој? Чим мене ме зема цела Македонија, ко направи свадба, сите беа срекни. Од новинари, од телевизиски куќи, од сајто, леле Миро направи свадба, Миро направи, така да не се секре. Мислим- Пошто ја бирав цел живот и на крај се одбрав. Така секи си дое кажа тебе. Или оните одбраат тебе, Мира. Не знам, не смеам да кажам на телевизија. Ајде да оставиме, мислам дека сакаше да каже нешто тя. Kažem i ja, mislim da će biti srećniji kad se ja udam, jer već je godinama joj, gde ti je dečko, gde ti je И те dečko, zašto ne поврзуваат može? за сите машки, така? Тя на свадба ќе пееш ли кај тебе? Kad budem ja se udala? Да. Ма бакшиш нема да земеш тогаш, да знаеш ти Јас треба да мислам дека не. Чека нека Ja ужива на volim da нејзин dam bakšiš. Volim da dam bakšiš i muzika koja svira kod mene na slavljima. Е, па тогаш дај, Антонија Дај на почни мене да пееш. пееш. Да лета Gde mi баш je сега. torba? Ај, сега ги Gde mi je torba sad? на свадба нејзина треба да ужива, Да, не да... Бојан Велевски можеш ти како наш исто гостин или домакин, да поклони да поделиме од нашите спонзори, за Теа Тировиќ поклон од Алфи Техно Хвала Центар. најлепше, Умели, хвала. мислам дека ќе се најде во твоето домакинство. Да. Гушти се малце, Бојан, гушти малце тебе, гушти. Не знам дали смеам. Гушти, да. Антонија Гиговска, твојот поклон е овде. Исто така, сакам за две прекрасни дами, за Антонија Гиговска и за Теа Таировиќ, имаме два уникатни, Hvala puno. ono je екстремни fantastično. парфеми за дома, како ова што ги имам во студиото од доктор Вранеш, италијански, Фиренце. А вика вака, секој мирис на доктор Врањаш од Фиренца е исполнет со задоволство на италијанскиот начин на живот. Допир на современата елеганција и топлина што зрачи со чувство на благосостојба каде и да сте во секое време од денот. Дали ви се допаѓа? Wow. Одличен е. Прелепо. И тоа е за простор, да знаеш. Истија? Одличен. За простор. Kako misliš za За prostor? дома. Се напрска ми. Нема се напрска. Битно во мириса. Ma vidi, ja ću pa da se nema. naprskam. И јас ти ставим прв пат кога ми го дадо, сериозно. И јас ти Добро. ставам. Да, и за ова имате уште Silk Road кредитни картици за вас кои што може да ги подарите, бидејќи имате ограничен лимит, а тоа викам, есен кредити ви поклонува есен виза картица која може да искористите вие или да подарите некому. Единствено ваков тип која може да подарите со износ кој ќе одредите сами, а да плаќате на рати. Тоа не се плаќа на рати, имате пара за вас. Картичката може да се подигне во едно од 20 експозитури низ Македонија за повеќе информации на 15 баш лепо. 007. Да, да. Антонија, добро Баш мириса? во мириса. Не сгрешиш од испит. Тоа е тоа. Да, одлично. И за крај, Антонија, ти посакувам уште многу успешна кариера, Благодарам. многу хитови, ти си моја пријателка. Кажав внуци да си дочекаш и прав внуци, да се гледаме во секој нова сезона на Golden Carpet. Љубите брат. Љубите Теа Тировиќ, 16 декември твој датум, Македонија ќе гори. Знам дека и Скопје, Golden Carpet ќе биде во првите редови. Нашава камера, нашиот објектив, ние кои домаќини, кои водители и ти посакувам Скопје само да биде почетна дестинација. Сакам да го освоиш Балканот, Европа, па ако може и светов. А сакаш да им подариш, не мислам, пола пари да видиш. Ајде, само... Daću ti ovu karticu na kojoj nema ništa. Има пари. Ima pari. Само да се надоврзам кога сме веќе кај подаруците, мојот бутик што ме обликува. Да, точно сум го фатила, повелете, бутик Белица.
ви спреми на сите по еден подарок, повелете кога дозна особено кои Ја се не гости. смем- ја не Миро, смем да имаме вадим и за поклон. твојата сопруга да однесеш секако. Браво, одлично, одлично. Секако и Ја ќе се облече, немој. Како се парфенче. Да. И поклон на нашиот спонзор Земи пари кој што е секојаш со Golden Carpet сите овие години. Поклон до Антонија Гиговска Thank и you, thank you. поклон до Теа Тировиќ. Ова за Миро не треба, треба за Теа да пише. се гледаме Македонија. Гледам Чао, Македонија да поздравам чао. се 17 декември Теа Тировиќ Скопје и Антонија Гиговска новиот спот. Чао, До чао. следната недела.